Google, технолошкиот гигант основан со принципот не прави зло, со години вклучуваше на својата веб страница посветеност против развојот на технологии, кои предизвикуваат штета или може да се користат за надзор. Но минатата недела таа реторика беше отстранета од страницата на компанијата за принципите за вештачка интелигенција. Google, чија матична компанија е Alphabet, не одговори веднаш на барањето за коментар. Објавата на блогот на раководството на Google во која се објаснува новата политика вели: се одвива глобален надпревар за лидерство со вештачка интелигенција во се покомплексниот геополитички пејзаж. Веруваме дека демократиите треба да водат во развојот на вештачката интелигенција. Некои експерти го гледаат овој потек како доказ дека компанијата сега отворено ги промовира своите технологии за вештачка интелигенција за војување. Таа се повеќе се користи на боиштата, од Украина до Газа. И технолошките компании од Силиконската долина, кои некогаш не сакаат да ги промовираат нивните алатки за деструктивни цели, се повлекуваат од долготрајните политики против војна употреба. OpenAI, Meta и Anthropic имаат проекти за вештачка интелигенција со американските воени или одбранбени изведувачи. Вештачката интелигенција првенствено се користи за одредување цели за напади со беспилотни летала, во некои случаи со целосно автономно оружје. Водечкиот истражувач на вештачката интелигенција Стюарт Расел, противник за автономно оружје, присуствуваше на самитот за вештачка интелигенција во Париз. Се повеќе, напредокот на војната во Украина е диктиран од употребата на дронови и целосно автономни беспилотни летала. Врската на Google со армијата не е нова. Во 2017 година и покрај наведените принципи на компанијата, таа помогна да се изгради систем за таргетирање наречен Проект Мајвен за оделот за одбрана на САД. Една година подоцна, откако илјадници вработени протестираа, Google го раскина договорот. Во поново време, критичарите велат дека проектот Nimbus, договор од 1,2 милиарди долари меѓу Google, Amazon и израелската влада за компјутерски услуги за одбработка во облак, бил користен за надзор и таргетирање во војната во Газа. За Расел и другите наблюдувачи, промената на политиката на Google е загрижувачка. Мора да претпоставите дека не е случајно што оваа промена во политиката доаѓа со новата администрација, која ги поништи сите прописи за вештачката интелигенција што беа воведени од администрацијата на Бајден. И сега става огромен акцент на употребата на вештачката интелигенција за воена моќ. Како што вештачката интелигенција брзо напреднува, владите и бизнисите се повеќе се загрижени за заостанување во развојот.